Почитувани земјоделци, владата предводена од СДСМ го донесе Националниот план за производство на храна, а институциите работат посветено на неговото спроведување. Покрај зголемените субвенции, ставањето на располагање на илјадници хектари државно земјоделско земјиште под закуп и интервентниот фонд, активно тргнуваме во поход за модернизација и развој. Со буџет од 500 милиони денари, започнуваме една огромна, сеопфатна акција за земјоделскиот сектор со поддршка каква што немало досега, јавна, транспарентна и поддршка која е наменета за сите. За прв пат во историјата на политиките за рурален развој, во еден ден објавени се 5 јавни повици за финансиска поддршка со различна намена, но со една цел, а тоа е да постигнеме модерно, одржливо и исплатливо домашно производство на храна. Предвидениот буџет за сите овие мерки изнесува 500 милиони денари. Почитувани жени земјоделки, СДСМ е партија која се борела и ќе се бори за родова еднаквост и за ваше економско зајакнување. Еден од начините за таа заложба беше и мерката 115 од програмата за рурален развој, специјално наменета за жени носителки на земјоделски стопанства, која е единствена од таков тип во регионот. Јавниот повик за финансиска поддршка за жените од руралните средини е отворен и ги повикуваме сите жени активни во земјоделството да ја искористат оваа можност и да набават опрема со која ќе ја остварат својата бизнис идеја за да ги пласираат на пазарот специјалитетите од разни преработки, пчеларски производи, сирења и други млечни производи, како што тоа го сторија 250 жени земјоделки од претходниот јавен повик. Висината на грантовите по корисничка е 360.000 денари, што значи двојно зголемување на поддршката од порано. Почитувани сточари, ве повикувам да ја искористите поддршката за изградба на мандри на бачела. Нашето сирење е едно од најквалитетните и ова е одлична можност да добиете кофинансирање до 75% за опремување на мандри. Истовремено, за сите оние кои се занимаваат со сточарство, отворена е можноста за добивање финансиска поддршка до 75% за набавка на силоси за зголемување на складишниот капацитет за исхрана на добитокот. Модернизацијата значи држење на чекор со времето и со технологијата. Основен предуслов за ефикасно и одржливо производство е тракторот. Затоа јавниот повик за поддршка за набавка на трактори е отворен, со посебен акцент на поледелското производство. За подобри и поголеми приноси кај пченицата, јачменот и другите поледелски и индустријски култури. Сите земјоделци кои одгледуваат поледелски и индустријски култури се добре дојдени да аплицираат за добивање на финансиска поддршка до 75% од висината на тракторот. За сите тутунари, за прв пат преку посебна мерка го помагаме тутунското производство да се развие не само преку субвенции, кои во последниве години достигнуваат рекорди во исплатата, туку преку кофинансирање на опрема за модернизирање на тутунопроизводството преку набавка на нови машини за расадување на тутун, машини за нижење на тутун и за конструкции за сушење на тутунот. Ги повикуваме сите земјоделци да се придружат во оваа борба за домашно производство на храна, бидејќи тоа е патриотизам, тоа е одговорност кон државата. Ви благодарам.